Господине Кира, благодарам за одвоеното време за Гласот на Америка. Дали како комора на Северо-Западна Македонија сте за зголемување на минималната плата? Минималната плата мора да се подига на 500 евра, под услов дека придонесите да се намалат на 32% или пак од минималната до 500 евра, значи да не се плаќат придонеси. Во тој предлог, значи ние сме секогаш, знаеме дека минималната плата е многу ниска и како начин за иселување и работната сила што е дефицитарна во Македонија, сакаме да ја покренеме минималната плата, меѓутоа бараме од владата во придонесите да помагат поради тоа што се највисоки во регионот. Ние ги имаме 47,5% за минималната плата, плюс имаме прогресивни придонеси. Фактички, ако ние креваме платата на 1000 евра, тогаш ќе платиме 57,9%, што значи дека е дестимулативна мерка за кревање на платата. Тоа значи дека го поддржувате предлогот на Сојузот на синдикати кој што бара од владата зголемување на минималната плата на 500 евра. Ние бараме да ја подигаме плата. Нашиот предлог е веќе 2 години. Минималната плата да е 500 евра, а придонесите до 500 евра, значи од сегашната минимална до 500 евра да се смрзне, значи да не се плаќа за тој дел од минималната плата. Значи да нема зголемување на придонесите за тој дел да се намали минималната плата. Премиерот Христијан Мицкоски пред неколку дена изјави дека владата во буџетот нема пари за субвенционирање на... Ние не бараме субвенции во овој случај. Ние бараме да даваме плата, а за тие да даваме повеќе пари, а за тие повеќе пари да не се плаќа придонеси. Разбирате? Значи, ако во фондот за ПИОМ влегуваат сега 10 милиони евра, ние не велиме да намалиме во тој дел, да остане тие 10 милиони да влегуваат. Меѓутоа, платите да ги подигаме за работниците, но во другата страна да не плаќаме за тие 6.000, колку иде 6 до 30 на 1.500, значи 6.000 денари да не се плаќат придонеси. Смета дека мора да се најде некој компромисно решение? Ние сме во контакт со премиерот и со владата, веруваме ќе најме некој заеднички јазик, мислиме да го решиме за секогаш, да најме начин како што е во регионот некои држави кои најдоа некој начин како да ги направи, како е пример Црна Гора и другите држави. Значи мораме да ги намалиме придонесите, затоа тоа е начин како да ги пенализира работодавците, затоа што повеќе даваат плата, тие повеќе треба да платат и така одат на информалноста. Ние сакаме информалноста да ја вратиме на формалноста. Значи парите што се даваат надвор од овој системот, да се вратат во системот. Тие може да се вратат со вакви мерки ако се намалат придонесите. За микро и малите компании кои имат по 20-тројца вработени, а пријавуваат 1-2 заради придонесите што се високи, да земат мерка за овие 20-тројца, сите да се пријават и тие да плаќат придонеси, така да ќе се зголемит буџетот на фондот за здравство и инвалидско осигурување. Доаѓате од градежниот сектор, дали државата треба да го зголеми увозот на работна сила од други држави со оглед на големиот проблем со кој се соочувате? И имаме како комора, имаме побарано порано да се зголеми, тоа беше од 5000 работници за уврезување, сега е зголемена котата на 10.000, меѓутоа тоа е малку. Нашите сознанија, нашите информации дава дека не само во градежниот сектор, воопшто, во туризмот најпоќе се бара и градежниот сектор, па и во земјоделие. Значи, бараме да се зголемит котата. Сега е котата 10.000, меѓутоа тешко, многу споро се добива работна виза поради администрацијата или бюрокрацијата. Тука сакаме да се редуцират процедурите за да стигне до работната сила. Ако што е
илјади, сега котата, не можеме да стигнеме до крајот на година тие 10.000 да се вработат од странство, иако е потребно околу 20.000 према нашите сознанија. Мора да се најде начин како тие да се увезат, како тие да земат по брза документација, работна виза, како што е сега имат све ова на електронски начин во Албанија, да се најде таков начин или другите места за да добиеме работна сила, иначе ќе сме во тешка криза. Значи вие барате 20.000 да се зголеми така. Сега имаме барање до 20.000. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Фала ви.